Вечерва се наоѓаме позади камерите на снимањето на спотот на една од најпознатите македонски рапери, жена рапер, Диана Оџи, полна со енергија, став и моќ. Ќе го доловиме снимањето на спотот. Од друга страна, за кој што знаеме дека гледачите ќе останат до самиот крај, а исто така ќе ја прашаме и прашања од кои што нема бегање. Добро вечер, Диана. Најпрво да ти се заблагодарам што не повика еве вака тука кај тебе додека го снимаш спотот, да доловиме како изгледа тоа позади сцената денеска и да ти кажам дека денеска прекрасно изгледаш. Добро вечер, да ве поздравам вас и вашите гледачи, да ти се заблагодарам за сите овие убави зборови, за сите комплименти и секако благодарам што дојдовте, не посетивте на снимањето на новиот спот во ова вечер и што сте дел од ова збиднување. Кажи ми, како ја осмисли, односно од каде ти дојде идејата да ја направиш оваа песна? Па како и се во животот до сега, знаете дека сум премногу искрена, знаете дека во секоја песна е имплементиран дел од мојот живот, ако не и 100% дел од мојот живот и дека за секој збор стои таа моја вистина. Оваа песна е инспирирана од сето тоа што ми се случи изминатата година. Вие бевте првите кои што ме интервјуиравте после целиот тој хаос, па еве сега сте и дел од снимањето на спотот и многу ми е мило заради тоа. Целиот спот е инспириран од мојата бурна приказна, која што среќа заврши, па сега еве свртивме нов лист, се посветувам на музиката, како што знаете го вадиме албумот 6 грама. Ова е третата песна и мислам дека е еден премногу важен проект за мене. Секоја песна до сега која што имаш направено, ти носи некоја дел од твојата приказка од животот и секоја песна е направена од твојот живот и за твојот живот. Кажи ми, дали сите песни во албумот кои што ги имаш, односно кои што ќе ги извадиш сега за брзо време, дали се сите за твојот живот или имаш некоја посебно направена која што не е? Па вака, претежно се нормално се инспирирани нели од моето секојдневие, од мојот живот. Ова е најмногу да кажам како биографска песна, инспирирана од нели притворот и сета таа гужва што беше избрка и што можам да кажам дека тоа му е најзанимливо на народот, па највеќе акцент дадов да го вметнам тоа мое живење или живот и спомени во оваа песна. Би сакала да те прашам од каде ја црпеш енергијата за да додаш волку енергија во секој твој спот. Еве прилично денеска сме дел од твоето снимање на овој спот и можам да кажам дека имаш премногу енергија во себе. Леле, ти благодарам. Искрено ти кажам, се чувствувам премногу исцрпено и воопшто не се чувствувам енергично. Не знам, веројатно кога човек го работи тоа што го сака, му доаѓа од внатре и тој жар и таа енергија, еве исто како и ти скоро ми каже и самата, доаѓаш од пат каде што си работела, па дојде, значи се гледа дека работиш од љубов и воопшто не ти е мака и после колку време неспиење да си овде со нас на сет, така некако го гледам тоа, кога го работиш со љубов нештото нема мака. Од каде ти инспирацијата за денешниот твој аутфит, да кажеме, од каде ти дојде вака да се облечеш токму вака, да ти одговара позадината со бојата на карминот? Морам да го повторам ова. Види, сега ќе бидам премногу искрена, еве женско си ќе ме разбереш, со оглед на тоа дека 90% од мојот ормар и гардеробере во Белград, ова беше единственото нешто што можев да го извлечам за овој сет, а да изгледа на некој начин вака привлечно. За сценографијата е одговорен Кико ЈПГ, тој не го снима спотот, он е режисер, секако добивме помош од господинот Тоше, кој што е главен и одговорен за секој има имплементирал некоја идеја, па го направивме овачко. Да, сега ќе видиме како ќе излезе во постпродукција. Ми спомна, ми кажа дека некои од твоите песни се направени на српски јазик. Така, па можам да кажам отворено дека имаме еден албум и на српски јазик. Тој албум требаше да го публикувам уште кога бев во Белград, во 2024 ја извадив првата песна Исфолирана, меѓутоа нели се случи што се случи, па дојдов тука во Македонија, се вратив. Си реков, еве ќе седиш во Македонија, ајде малку да дадам акцент на таа македонска музика, на некои песни што не ми се извадени, јас сметам дека се квалитетни, на некои многу нови создадени, еве како оваа сега.
Така да отом потом се надевам дека ќе можеби ќе биде некој добар дует некоја од тие песни српски. Можам да кажам дека те следам од твојата прва песна што имаше објавено на YouTube, OG. Кажи ми, како се мотивираше и од кога ти дојде во глава дека ти можеш да рапуваш и од каде таа инспирација? Кога свати дека те бива за рапување? Мислам дека го имам ова изјавено. Дружејки со сите тие рапери, присуствувајќи во сите тие студија, на сите тие сесии каде што снимале и каде што ги пишувале текстовите, како човек што нели има издадено 6 книги, можам да кажам дека проработел тука комплексот или егото во мене, па сум си рекла во моментот како они можат да пишуваат и да прават песни, а јас да не можам. И така некако тоа уздружење со музиканти, што би рекла, така и јас ја направив мојата прва песна. Додека беше во Србија, би сакала да те прашам едно многу интересно прашање. Видовме дека имаше на TikTok кружеше едно видео каде што ти рапуваш на српски. Така. Под тоа видео имаше многу лоши коментари. Што можеш да им препорачаш на луѓето кои што коментираат лошо за тебе? Сега неколку зборови ако би можела да дадеш. Па јас воопшто не ги трошам зборовите на тие такви коментари. Искрено да ти кажам, знам, се сеќавам на кое тоа беше лайв сешн, one shot, каде што пуштаат инструментал и во живо, од кога што ќе пуштан инструменталот до крајот, се рецитира песната. Јас сум многу задоволна и покрај сите тие хейт коментари, јас искрено, и таа песна е многу реална и баш за оваа моја приказна е напишана, јас сум презадоволна. Во моментов тој клип има на Инстаграм 1 милион прегледи и можам да кажам дека тоа е на мојата прва тоа е мојот прв милион на да. Така да јас сум задоволна и со тоа. Хейт коментари секогаш ќе има. Јас секогаш кажувам, сите тие што имаат да кажат некој лош збор или да критикуваат, во ред, секој има право на своje мислење, ама луѓе, дајте, одете, направете нешто подобро, па после дојдете да, нели, да кажете кој што како прави, ама не се осврнувам нешто премногу. Ми кажа дека живееш во Белград. Кажи ми, од кога се пресели во Белград и дали имаше план, например, да останеш подолго време там? Во Белград се пресели во 2022 година. Воопшто немав план. Јас отидов за соработка, да направам соработка со Fox и многу ми се допадна таму. И си реков, ајде ќе одам бар на 2-3 месеци да запознавам луѓе, да си го проширам малце името. Меѓутоа, толку многу убаво се почувствував кога живеев таму првите 2-3 месеци, што воопшто не ми се враќаше и многу ми се отворија некако чакрите, хоризонтите ми се отворија и си реков да одам таму каде што нели од каде што припаѓам и каде што стварно многу сакам да бидам, ама каде што не вреднуваат и само вложуваш, а не ти се враќа со истиот фидбек. Некако си викам порано ќе седам тука, ќе пробам да да напреднам тука. Ама ете, се случи што се случи, мене животот пак ме врати во Македонија. Сега ќе видиме дали пак ќе ме врати во Белград. Кажи ми на љубовен план како си, дали има некоја новост? Затоа искрено не сакам сега многу да откривам, ќе видиме. Значи, за тоа немам што попаметно да ти кажам, од комплицирано е, можам да кажам. А само да кажеш дали си заљубена или не? Тоа може да приметите по мене. Ако сум разубавена, значи да. Јас сум заљубена во љубовта, заљубена сум во животот, заљубена сум во музиката, секако. На љубовен план исто сакам да оди тоа све во позитивна насока, меѓутоа сега се рано за да откривам било што. Ке ве оставам малце во неизвестност, треба ли пак да се видиме? Да, нека погодуваат луѓето во коментар, што ќе кажат, дали Дијана е заљубена, дали ви изгледа заљубена или пак не? И ако да, што мислите кој е среќниот добитник на оваа награда? Ајде сега една мала рубрика да изиграме, или. Добро. Би те прашала неколку прашања. Кажи ми, да можеш да одбереш помеѓу љубов и кариера, ева доколку си заљубена, што би одбрала? Јас сум многу амбициозен човек, ама сум и човек кој што многу ги вреднува семените традиции, фамилијата, љубовта и се, така да би избрала љубовта, заради тоа што можам да бидам и многу богата и многу успешна, меѓутоа ако е душата празна, џабе е богатството во новчаникот и во џебот. А да би можела да бираш помеѓу тоа да бидеш композитор, односно да пишуваш песни, да останеш само на тоа, или пак да бидеш раперка, што би одбрала? Дефинитивно раперка, бидејќи
Кога бев мала, имав многу голема љубов према глумата, сакав да бидам глумица. Меѓутоа некако не отидов по тие стапки, а пишував исто, пишував и драми. И сега со музикава некако ми се склапа тоа. Јас сум и раперка, и пишувам, и глумам во своите спотови, така да раперка за секогаш. Да би можела да бираш помеѓу Македонија и Србија, каде би останала да живееш и каде би градела понатаму кариера? Ама да останеш само на едно место. Во Србија. Искрено, жал ми е што ќе го кажам тоа, ама во Србија. Заради тоа што луѓето тука и кога се платени да изработат некоја работа, се несериозни, општо се некако многу завидни и некако не се пронаоѓам. Со честни исклучоци, ме разбираш, сега и ние сме тука во овој кош, во оваа клапа, ама некако не се пронаоѓам толку многу тука. Дали мислиш дека повеќе ги вреднуваат раперите, мажи, отколку жените? Дефинитивно да. Дефинитивно да, ама тоа е као патриархатот ни го наметнува, нели женава е за во кујна, не е за на сцена, ама добро се тоа во зависност кој е космополит, а кој е по затуцан, да кажеме. Ти благодарам, Дијана, премногу на ова прекрасно интервју. Многу ме беше мило уште еднаш да кажам што сме дел од ова снимање. Ја ти посакувам премногу успеси. Чекаме да видиме што ќе покажат бројките. Се надевам дека целиот албум и песната ќе поминат прекрасно. И ти благодарам уште еднаш. Благодарам многу што дојде, прекрасна си. Многу ми беше мило што те запозна во живо и се надевам дека ќе имаме уште многу соработки, а и дека ќе се дружиме приватно. Точно. Поздрав, чао!